То не знам, не можем да кажем, но секоја држава треба да си мисли за својот народ, за својот идентитет. Што очекувате после ако се донесат уставните измени? Очекувате нешто подобро? Не. Европската унија направи голем пропуск, што тргна во една негативна енергија да носи на Балканот, не позитивна. Не знам, ќе поминат, да не поминат. Сигурно ќе поминат. А што очекувате после уставните измени? Ништо не очекувам. Поарно и да не поминуват. И така. Очекувате нешто подобро? Абе не очекуваме добро, ама дали ќе, не се знае. Не може да поминат баш ово, пошто многу грешка одат. Това е неопишлива работа. Од мене толку. А што очекувате после уставните измени? Ако се Што ќе очекуваме? Очекуваме, младиот кадар ќе ни избега сад. Ја ќе останеме ние старти. Јас сметам ќе поминат. Што да правам, сите јарно. А што очекувате после нив доколку поминат? Ќе очекувам од по-добро. За младите. Да, сметам дека ќе поминат. Како струмичене, што очекувате доколку поминат? Па не знам, немам некои посебни очекувања. Ќе видиме што ќе донесе ако влеземе во НАТО и во Европска унија. Јас се надевам на подобро, но времето ќе покаже. Значи, не зависи само од државните институции, зависи и од нас граѓаните, како ние ќе се однесуваме. Значи, треба примена и имплементација на законите што ќе бидат донесени, ќе треба да се имплементираат, но сите треба да бидеме свесни дека треба да ги почитуваме законите што ги носиме и да се прилагодуваме на европските стандарди. Се мислимо дека ќе замине. А што очекувате доколку поминат уставните измени? Како граѓанин, кои се вашите очекувања? Па, што ќе нареда тоне? Секи помине не е наше, се од Европа, се од Америка. Ние само играеме како ни свират. А како граѓанин, кои се вашите очекувања ако поминат уставните измени? Никакви. На подобро никој пат нема да биде. На полошо. Европа не сака да ни помогне. Европа не сака за измикјари.